се уште сме од оваа страна на вечноста или се уште сме во тоа време ограничени, кога се уште водиме битка со гревот, со нашите слабости и маани. И сите ние секојдневно донесуваме одлуки, секојдневно сме подложни на напади, на искушенија. И тоа е јасно. Секој оној кој што ќе каже дека нема искушенија, ја ќе кажам дека треба да се приспита, веројатно има проблем. Значи, колку повеќе ние се доближуваме до Христа, толку повеќе треба да очекуваме со право, да очекуваме и поголеми напади од непријателот. Затоа што колку повеќе му излегуваме од мрежата негова, тој е по-незадоволен, по-гневен и нормално дека ќе не напаѓа. И факт е дека имаме сите ние проблем со гревот, но се наметнува едно друго прашање. Зошто се случува да најчесто имаме проблем со еден те исти грев? И тоа постојано се повторува и се повторува. Постојано паѓаме на тоа едно исто, на тоа едно исто. Што е проблемот? Евреите 12 глава 1 стих гласи вака: затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак на сведоци, мислејќи на оние великани на верата во 11 глава, имаме толкав облак на сведоци, луѓе кои што успеале, имале вера и успеале, да не ги набројуваме, ги има еден куп во 11 глава, среде толкав облак на сведоци. Значи, словото овде не повикува да ги положиме на страна секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Значи, во еден контекст на трка, гледаме дека повикот е упатен до секој од нас да положиме се на страна, секој грев, посебно овде се спомнува грев кој што лесно не сплеткува. Значи, грев на кој што постојано и постојано, повторно и повторно паѓаме. Замисли сега, трчате и се сплеткате ке паднете. Трчате и пак се сплеткувате, пак паѓате на истото. А вие сте на таа трка, целта е таму пред вас и не е многу далеко. Зависи за кого, како, меѓутоа вака временски сметано, значи Исус е близу, неговото дајање се ближи, но каде сме ние на таа трка? И зашто се случува вака нешто? И често пати знаеме да, не знам, може би тука не сме практикувале, ама знам дека практикувавме во Свети Николај, таму во Штип, некоја што тие, така ги викаме, ланчани молитви или врзани молитви, да ги кажем. Каде што некој се моли од толку до толку часот, потоа другиот продолжува и така натаму, и сето тоа трае 24 часа, па може и повеќе, зависи како по договор, заради, некој тежок проблем, кај некој наш брат или сестра. Може би некој е паднат во депресија, може би сака да ја напушти црквата, има различни случаеви. Некој може би направил прелюба или било што, и за такви случаеви сме спремни да клечиме и да се молиме, меѓу тоа за некој така поситни гревчини, да ги кажам, сега не знам, ми станало идол ова, ми станало идол тоа, или нешто така поситно, па што се молиме, ќе забравиме дури да се молиме, може би го имаме на список тој, ама нема да се молиме. Не е битен, како да има разлика меѓу греф и греф. И да, навидум има разлика, меѓутоа и со тој греф и со другиот греф не можеме да стигнеме таму кај што Господ сака. Колку и да е тоа нешто ситно. Затоа што тоа што е ситно за некого може да е огромно, затоа што тоа е тој греф што го сплеткува постојано. Може би ја имам мал проблем, пример, ама ја постојано паѓам на тоа, постојано се сплеткувам на тоа. Тој мал проблем може да представува голем проблем за мене. Поготово времето кое што иде, кога навистина треба да се соочиме со големи предизвици и одлуки, тоа што изгледа сега ништо, тоа ќе значи многу нешто. Но, знаете, овде има нешто повеќе од самиот греф.
Гревот може да не доведе до момент да едноставно го предадеме Христа. Или да се откажеме, како сакате. Но користам овој термин, затоа што ќе видиме пред се пример преку Јуда, затоа и велам предадеме. Интересно, никој на ова не рачуна. Кога сме се крштевале, ние сите се обврзуваме на тоа дека ете, умирам за мојот стар живот, сега тргам во нов живот, општо не планирам јас да се плеткам со грево и да си имам проблеми, му се предавам на Христа. И ете, дури често пати многу нови обратеници сметат дека сега мет и млеко тече понатаму. Што туку почиња битката. И се случува да, после крштевањето и вие може би си продолжувате со истиот проблем, или пак ете, може би нешто ново ќе се појави и полека, но сигурно, често пати се сочувате со едно исто и паѓате, и паѓате. Че никој не доаѓа со таа мисла на крштевањето. Никој не оди да се венчава. Знаете, таму кога се дава заклетва, збор, да, се обврзувате дека ќе бидете верни до крајот на животот, и во добро, и во зло. Никој нема да каже, освен така, тука таму, некојаш ќе тргнам со некоја друга, да речем. Сигурно тоа не ви паѓа на памет и не идете со таа мисла на венчавка, затоа што таа венчавка нема да се случи како прво, ако такво нешто кажете. Но ете, сепак се случува. Зошто еден исти грев толку лесно не сплеткува? Одговорот, вака само ќе го нафрлам, меѓутоа суштината е тука. Затоа што ѓаволот се надева дека токму преку тој грев ќе ве измори. Ќе се депремирате, ќе речете, па не можам, значи нема решение за ова, крај, ќе се откажете и на крајот ќе завршите како Јуда, одnosno ќе го предадете Христа. Може би нема да бидат 30 сребреници, може да би нешто друго. И дали сега сваќаме дека зашто може би најситниот грев може да биде голем проблем во иднина. И зашто се случува постојано да паѓаме на едно исто. Еве ќе видиме пред се преку примерот на Јуда, па затоа ќе отвориме во Матеј 26 глава. Матеј 26 глава. Први стих, кога Исус ги заврши сите тие беседи, им рече на своите ученици: знаете дека Пасхата е по 2 дни и ќе го предадат човечкиот син за да го распнат. Самиот Исус наговестува што ќе се случи. Потоа одиме во 14 стих. Тогаш еден од 12-мината кој се вика Јуда Искариотски, се извинувам, отиде при првосвещениците и им рече: што ќе ми дадете за да ви го предадам? Замислите си, тој оди и бара што ќе му се даде. До кој степен дошол? Што ќе ми дадете за да го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. Како роб, со роб да тргувате. И од тогаш бараше згоден случај за да го предаде. Само малко. И подосна имаме од 45 стих. Тогаш дојде при учениците и им рече: само спиите и почивате, еве наближи часот кога човечкиот син ќе биде предаден во рацете на грешниците. Станете, да одиме, ете наближи мојот предавник. И доека тој уште зборуваше, ете Јуда, еден од 12-мината, дојде со големо множество, со множеви стапови, испратени од првосвещениците и народните старешини. А неговиот предавник им беше дал знак, велејќи: кого ќе го целивам јас, тој е, фатете го. И веднаш се приближи до Исуса и го целива. И го предаде. Замислите си, Јуда бил спремен за 30 сребреници да го предаде Христа. Таму некаде измеѓу овие настани, намерно не читав, меѓутоа 5 и 6 таму стих, што имаме? Го имаме случајот со Витанија. Исус се наоѓа во Витанија, во домот на лепрозниот Симон, и знаеме што случува.
Марија Магдалена го излева она масло врз Исуса и имаме реакција од учениците овде вели, а потоа ќе отидеме малку, ќе скокнеме во Јован, да се подсетиме на тоа како Јован го опишува настанот, што велат учениците на тоа во 8 стих, што учениците го видува тоа, негодува и рекува, зашто е ова растурање? Оти тоа миро можеше се продаде скапо и сребрениците ми се дадат на сиромасите. Елен Вајд вели дека скоро при секоја буна, при секоја реакција и негодување водечки бил Јуда. И овде, иако сите ни се представени како негодуваат, сепак Јуда е тој кој што тоа го предводи, Јован тоа го запишал во 12-тото поглавје, Јован, и еве да читаме 4 стих, Јован 12, од 4. А Јуда Искариотски, еден од неговите ученици, кој сакаше да го предаде, рече, зошто мирово не е продадено за 300 денари, за да бидат раздадени на сиромасите? И зошто го рече ова? Значи, видете. Ајде ќе речете 30 сребреници. Алчен е човекот, сака да дојде некоја пара. Ами не е само тоа. Видите до какво дереже дошол. Ова е чиста манипулација. Значи, можеше тоа да се продаде, па тие пари, значи, за добротворни цели да се искористат. А уствари, што беше намерата? Тој не го рече тоа дека се грижеше за сиромасите, за бедните. Туку зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од она што пуштаа во него. Што мислите, дали Јуда не се молел? Што мислите, дали Јуда не сакал да биде налик на Христа? Ако читате главата за Јуда во Копнежи на вековите, ќе видите дека имал страшна борба. Јуда имал страшна борба. И видите и овие цитати. Веројатно сакал да го надмине проблемот со алчност. Тој тоа го имал. Слушате од цитатот Копнеж на вековите. Историјата на Јуда прикажува жалосен крај на еден живот што можел да биде полн со чест пред Бога. Господ во секого гледа потенцијал. Исус знаел кој проблем го има Јуда, па го ставил да биде, што? Благајник, замисли си, од позиција на која што можел лесно да ја увиди слабоста, да му се да побара Божја сила и да добие помош и да добие исцелува. Едноставно, значи, победа на таа слабост. Но, за жал, не било така. Значи, секој може да му даде чест и сечи живот, нашиот живот може да заврши така и треба така да заврши. На тоа се надеваме и така сакаме. Кога Јуда би умрел пред својот последен пат во Иерусалим, интересно ова, би се сметал за човек достоен за место меѓу 12 мината и за оној што многу би им недостигал. Ја утнал Јуда на самиот крај, ќе речеме. Како тоа? Одвратноста со која луѓето со векови гледале на него и денеска се гледа на Јуда како на предавник, не би постоела кога не би биле особините што се откриле на крајот на неговиот живот. Интересно. Постои причина сега, кажу Елен Вајд, зашто неговиот карактер не е откриен во Библијата на очиглед на целиот свет. Тоа требало да биде опомена за сите оние кои што, како и тој, бија изневерили својата доверба. Сега ова е битното. Јуда по природа ги сакал парите. Но, не бил секогаш толку алчен да стори такво дело какво што е ова, предавството. Што ни каже ова? Значи, он не бил некојаш толку алчен, значи почнал од малку алчен, сега така да се изразам, па повеќе алчен, па повеќе. Доволно долго паѓал на тоа, доволно долго го правил тоа, за да на крајот, како бе, постојано паѓам на тоа. Она што сите ние поставам, значи, не сакам да кажам, дај Боже да стварно некој да нема проблем, дај Боже да е така. Сите се стремиме кон тоа, но она што ете, секој од нас некојаш може би во животот го рекол и се прашувал, зошто Господе се паѓам на тоа? Еве, нервозен сум да речем. Не поднесувам неправда.
Да, ама тоа не ми дава за право да врескам или не знам таму да му викам на братот, на сестрата, на жена ми, може би дома, на не знам, на било кој. Значи, што правам грев, пајам. И зошто постојано тоа? Зошто сум, тука сум слаб, ама зошто? Зато што доволно долго тоа сум го правил. Доволно долго сум го правил и паѓал, и паѓал, и паѓал. И сега не знам кај ми е крајот. Значи, некогаш не сум бил толку нервозен. Јуда не бил толку алчен за да го направи тоа дело, ама доволно долго го правил, доволно долго ја одбивал помошта од Господа, осведочувањата кои секако ги имал, тој бил свесен. Елен Вајд кажува, он се борел. И ова е доволно тешка ситуација, значи кога сте свесни, ете, ама барем ете се борите. А тешко е на нас, ако може би не сме свесни. Затоа што има и такви ситуации. Пазите, значи, во денешно време, кога имате ваква техника, која што безпрекорно ќе забележи и видеозапис, и аудиозапис, без никаква монтажа, што е популарно овие месеци кај нас, така добро да е запишено што сте направиле и вие да не признавате дека тоа е така. Значи, не знам како да го класифицирам тоа, меѓутоа ќе кажам дека веројатно или е преголема самоправеност, или навистина јас не сум свесен дека имам таков голем проблем со самоправедност, еве конкретно. Или било кој, мислам, други моменти можеме да забележиме секој од нашиот живот. Тоа е уште пострашно, не си свесен. Доволно и ова е страшно. Свесен си, знаеш дека грешиш и постојано паѓаш на тоа. Значи, Јуда не бил секојаш толку алчен да стори такво дело како што е ова. Негувал лош дух, значи го негувал со текот на времето. На скржавчина, се доека тој дух не станал владеачка побуда во неговиот живот. Љубовта кон парите, кон богатството, на кое што робски му служил, ја победила неговата љубов кон Христа. Значи, ете, дошол моментот кога преовладало едното, не можете вие и така, и така. Едно ќе преовлада. Станувајќи роб на еден порок, му се предал на сатаната потполно да го вовлече во гревот. Имаше еден многу убав пример, гледав во една проповед, каде што на многу прост, а сепак силен начин се објаснуваше како човек стекнува навик. Што значи тоа? Тоа е, значи, вие воспоставувате на нервна патека во мозокот. И потоа, може би читате и свесни сте дека Господ бара да одите по друга, на друг начин, по друга патека. Меѓутоа, вие сте веќе навикнати, на вас ви е најлесно пак да го направите тоа како што сте го правили. Значи, прост пример, имавме случај со Дејан, брат Дејан, кој што е во Романија на времето, заедно знаевме да тргнеме со шишење или туби и да одиме до едно од чешмичињата кои што, фала на Бога, ги има и мислам се уште ги има во Свети Николе, да наполниме вода, затоа што од време, па може би и сега се уште, Свети Николе има проблем со питка, чиста вода за пиење. И пешки се упатиме кај едно од чешмичињата, имаше така еден блок, обично со жито или било што. И сега мораше да го заобиколиш блокот па да отидеш до чешмичето. Меѓутоа, луѓето полека си затапкале, си направиле една патека. Вака попреку. И сега вие доаѓате таму и не сте луди сега да заобиколувате. Најлесно е да веќе појдете по затапканиот пат. Немате никакви препреки, имате добра видливост, змии и тие работи, нешто ако може да се види многу лесно. Тоа е исто така и со навиката. Значи, вие постојано едно исто правите и таа нервна патека е воспоставена и дури и да сакате поинаку, едноставно не можете, не сте мокни. Вам ви е налесно така. И полека тоа од една затапкана патека, утре ќе стане и автопат. Еве, дај Боже, ако сме живи и здрави, после 2-3 години да го направат автопатот Штип Милодиновци. Кој луд тогаш од Штип ке патува преку Велес за Скопје? Кога овде се стратува патот и плюс автопат со 303 ленти, како кажуваа дека ќе биде.
и веќе добро напредува изградбата, патем, ако не сте биле натака, пошто ја секој недела патувам, и сега имате автопати, нормално, најлесно е од таму да фатите. Тоа со кола многу ќе се скрати. Значи, тоа е проблемот со навиката. Вие доволно долго време правите едно те исто и свесни се за тоа, меѓутоа паѓате и повторно тоа го правите. А ѓаволот е тука, седи од страна и често пати се смешка, нормално, кога ќе паднете, затоа што знае дека еден ден многу фино знае да ви искористи, да го предадете Христа. Како што тоа Јуда го направил. Че пак да повторам, тој не бил секојаш толку алчен за да стори такво дело, но стигнал до тој миг. Сега, може би полесно ќе биде и појасно ќе ни биде зошто ѓавол постојано не куша, тој знае, многу добро знае која ни е слабата точка. Многу добро го проучи нашиот живот. Знае дека може би јас 15-20 години паѓам на едно исто и повторно тука ќе, затоа што сака да ве измори, сака да паднете во очај, еден ден да кажете јас се откажувам, крај, готово, не ми треба ништо, напуштам и црква, каков Бог, какви глупости. Тоа го сака ѓаволот. А едно најаките негови оружја, сте читали сигурно е тоа, да ве разочара, да ве депримира, без оглед која е вашата слабост, може би да е најситно нешто, меѓутоа за вас е крупно, затоа што тоа е тоа што вас лесно ве сплеткува. За мене може би не е, ама еве за вас може би тоа е тоа, колку и да е најситно. И решението не е во тоа што ние во сабота ќе дојдеме и ќе изглумиме тука добри верници. Божи благослов, како си, супер, одлично. Тоа не е решение. Кога од тука кога ќе излеземе, ние повторно имаме недела пред себе и може би таму некаде во својата соба или не знам кај, пак ќе се соочиме со тој свој проблем. Тоа не е решение. Не е решение дури и да имате некои како да кажам, зачестени духовни активности, може би дома, место една, сега ќе пуштам 5 проповеди ќе гледам денеска. Така да, ќе гледам повише проповеди отколку турски серии и така некако ќе... Не е ни тоа решение. Може, не знам, сте пробале. Ако е тоа решение, кажете ми дека е тоа решение. Не е. И не само со Јуда, ајде да продолжиме во 27 глава. 27 глава Матеј. Први и втори стих. А кога се раздени сите свештенички главатари и народни старешини се советуваа против Исуса за да го убијат и го врзаа, го одведоа и му го предадоа на управителот Понтиј Пилат. 15 до 18 од истата глава. А на секој празник управителот имаше обичај да му пушти на народот еден затворник, кого што би го побарале, и знаеме тогаш Пасха, беше прашањето меѓу Варава и Исуса, и Пилат го собира народот и што вели? 17 стих, кого сакате да ви го пуштам? Варава ли или Исус наречен Христос? И 18 стих, интересно, забележите. Зошто знаеше дека го предадоа кого? Христа, од што? Од завист. Навистина интересно, толку било очигледно, што дури самиот Пилат сватил дека од завист го предаваат Христа. Па 3,5 години, тоа не било сега се случило, 3,5 години тоа се гледало. Значи, од малку завист, може би, почнал да им ги трга верниците на друга страна, да им брка у буџетот таму или било што на некој начин, нали, преносно. Од малку завист, повеќе, на крајот таква завист да едноставно го фрлиле таму и не, Варава ние си го сакаме, па како беше прикажан на филмот на Мел Гибсон, па тоа да ви се згади, мислам. Од самата појава негоја, камо ли па од она што се знаело кој бил и што бил. А Исуса распнете го. И тоа само од завист. Што значи завист, љубомора? Замислите, ова е нешто што така знае да развие. Љубомора значи ти имаш нешто што ја го немам, а јас сакам да го имам. И јас ти љубомора. Што и да е. И тоа од малку,
видите каде може да отиде. Ако доволно долго го практикувате. Може би љубомората е таа кој што толку лесно ве сплеткува. Не знам. Да. Од завист, од љубомора. И ѓаволот ги искористил овие љубоморни свештеници за да го уништи Христос, односно да го закова на крстот, што всушност било и крај за него. Но како и да е, поентата е дека дали е љубомора, дали е завист, дали е алчност, дали е било што од малку може да стане голем проблем. Ако е тоа гревот што лесно не сплеткува. И замисли се, ова биле луѓе кои што држале сабота, луѓе кои што давале десеток верно, толку многу биле прецизни во сите богослужбени церемонии и така натаму, луѓе кои што не сакале да се имаат ништо се на бошците, нема шанси ни да седнат да јадат со нив, а камоли керките да им ги даваат на нивните синови. Уф, не, тоа се незнабошци, тоа се кучиња. А они дошле во ситуација да им го предадат Господа, оној кој што дошло да ги спаси. Да. Значи, сето тоа не се случило вака, туку тоа биле поедини одлуки, секојдневни, кои што биле погрешни, паѓање постојано на едно исто и полека тоа прераснало во проблем, ѓаволот седи од страна, се смешка, вие паѓате постојано и си вели, те имам еден ден, ќе ти искористам многу добро. Но во сето ова има и добра вест, нормално. Ако сме свесни дека заради ова се бориме со, овој греф или тој греф, тоеш треба да сватиме дека сепак можеме да победиме, се доека не одлучиме да го предадеме Христа. Има се уште шанса. Самото тоа што ѓаволот се уште ве куша на едно исто, на слабата ваша точка, значи дека се уште ве нема целосно. Се уште има надеж. Се уште си има работа со вас, се уште ве нема целосно. Треба да бидеме упорни, треба да му се противиме на ѓаволот, а треба да му се предадеме на Христа, кој што вели Јаков. И како Јаков, оној другиот Јаков во Стариот Завет, да речеме, не те пуштам доека не ме благословиш. Затоа што ако читаме понатаму во Евреите 12 глава, не читавме, меѓутоа ако читаме понатаму ќе видите дека Павле кажува таму дека не дојдовме се уште до крв во борбата против гревот. Не знам, секој од нас има своје искуство, докаде стигнал во битката со гревот. А всушност, поентата е тоа да не се откажеме од Христа, да не се случи да го предадеме. Значи, многу едноставно, да му се предадеме на Христа, ако му се предадеме на Христа, нема да го предадеме. Ако не му се предадеме на Христа, ќе го предадеме кога тогаш. Значи, не смееме да се умориме, не смееме да се откажеме, не смееме да се разочараме. Колку и да е тоа греф што лесно нас не сплеткува. Да не забравиме, на наша страна го имаме Христа, преку кого што можеме се. Значи, проблемот, неверојатно, секојаш е до нас. Ние не сме му се предале целосно на Христа. Ние може би не доволно озбилно ја сваќаме ситуацијата, не доволно озбилно го сваќаме времето во кое што живееме. Или не знам, има некој проблем. Не доволно го мразиме, но си го сакаме, веројатно, тоа што си го правиме, затоа и го правиме. Но нема корист, како што кажав претходно, ако не знам, ќе гледаме повеќе проповеди, не знам, ќе се молиме со сати. Има случаеви на наши браќа, барем браќа, знам, не знам, сестри, кои што знаеле да се молат по 2, по 3 сати. И може би мислеле дека на тој начин ќе добијат доволно сила, меѓутоа вие можете се молите и 10 сати, ако утре сте истиот заломно. Ја дури самиот се прашувам, што би се молил 10 сати? Што би се молил 10 сати?
Дали, што мислите, таков ли бил животот Христов? Знаело, често пати се повлече таму некаде на гората, на високо место, па знаел некојаш цел ноќ да помине. Што мислите дека цело време коленичил, се молил? Тоа ли значи дека се молил на Господа цело време? Дали така може буквално треба да ги сваќаме нештата? Или знаеме, еве со случајот со Енок, Енок еднак водел со Бога, Елен Вајд ни кажува дека дали си на работно место било каде ти можеш да контактираш, да одржуваш врска со Господа, не мора да си клекнат на колено било каде. Да, тоа е една посебен момент, посебна позиција, посебно место зазема и тоа, меѓутоа не значи дека нашиот живот треба да се состои во тоа. Не, ние треба денеска да одлучиме, ако не сме одлучиле до сега, да одлучиме да никако не се случи да ѓаволот не измори, да се случи да се откажеме и да го предадеме на крајот Христ. И да се подсетиме на еден многу битен факт. На ѓаволот му се одбројани деновите. Да, ние се уште сме на оваа страна од вечноста, и Елен Вајд вели, се додека сме на оваа страна, битката ќе постои. Ки има со што да се бориме, но на него му се одбројани деновите и кај и да е, крајот ќе му дојде. А од друга страна го имаме семокинот Бог. Треба длабоко да размислиме, треба навистина да се молиме и сето она што е потребно, но пред се да одлучиме длабоко во душите, да одлучиме, ако го сакаме вистински Христа, да не дозволиме да не совлада ѓаволот, да се измориме во таа трка, затоа што сме пред самата цел. За не го препуштиме вечниот живот, новата земја, заради некои кратки, никакви задоволства овде, на оваа земја. И ја би завршил со Филипјаните 1.6. И вие, ако не е ништо друго, барем овој стих да го запамниме од оваа цела проповед. И мислам дека ќе постигнеме ефектот. Филипјаните 1.6. Уверен сум во тоа. Колку сме уверени? Ние треба да се прашаме, колку сме уверени во тоа дека оној Господ Исус Христос, кој го почна доброто дело во вас, дали тоа било пред 15, 20, 30, 50 години, што? Ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Во тоа треба да бидеме уверени и сигурни. Не во нас, не во наши сили или било што, да. Самиот факт што паѓаме постојано на едно нешто, и исто треба да ни каже дека ние не можеме. Можеме преку Христа. Сепак, не заборавајте, ѓаволот ве чека и ве бутка на едно исто, затоа што сака да ви искористи. И да ви уништи на крајот, нормално. Знаеме како Јуда завршил за жал. А можел и неговиот живот да заврши со чест пред Бога, како што вели Елен Вајд. Тоа што Господ го сакал со секој од нас. Да не се откажуваме, браќи и сестри. Ние сме на самиот крај. Господ ни ја нуди сета сила, се мокинот Бог, така да, што може ѓаволот против нас, пеевме убава песна са валјал. Како беше? Подсетете ме. Така, да. На Мартин Лутер песната беше? Да, точно. Една многу моќна, многу силна песна, и што мислите, од кај ја добил инспирацијата? Во самиот филм, во мали секвенции гледаме каква борба водил. Така да, нека Господ не води во оваа нова седмица да наистина извојуваме само победи, да заборавиме веќе дека некогаш некој греф не сплеткувал лесно. Слава на Бога. Амин.